Повторно се враќаме во отворено студио 1, термин стандардно за колегата Дејан Андоновиќ, во кој што разговараме за вестите од светот и истите ги анализираме, односно последните случувања во светски рамки. Дејан, она што денеска е наактуелно е судскиот процес, еден од најголемите во минатите 100-200 години во Шпанија, поврзан со одцепувањето на Каталонија и референдумите кои што таму се одржуваат. Да, веста издвојуваме денеска, бидејќи денеска е судскиот процес против 12 мина каталонци кои предизвикаа пред 2 години во 2017 година оној референдум за одцепување на областа Каталонија, шпанска област со 7,5 милиони жители, една од побогатите области во Европа и најбогата во Шпанија. Значи, тие се обидоа да ја одцепат Каталонија, организираа референдум. Тоа според владата во Мадрид беше противуставно и противзаконски, но тие сепак тоа го изведоа и резултатот беше каталонците побараа да се одцепат од Шпанија. Тоа беше од Уставниот шпански суд оценето како нелегитимен чин, како антиуставен, антидржавен, и тие веднаш ми се чини ме потсети таа слика во Барселона кога како распадот на Југославија, кога огромни полициски и воени сили на Шпанија тогаш беа упатени кон Барселона, кон седиштето на каталонската влада предводена од Пучдемон, да го угушат тој обид на каталонците да се одцепат од Шпанија. Имаше и примена на сила за време на референдумот за гласањето. Имаше примена на сила, потоа каталонската влада предводена од Пучдемон пребегна, односно Пучдемон пребега во Белгија, додека останатите 12 мина во затвор веќе 2 години. Денеска почна тој нивниот судски процес. И она што е можеби куриозитет и интересно е дека една Шпанија, Европска унија не ја почитуваше волјата на граѓаните за одцепување, да се разбира таму важат други закони, друга сила, друг однос на сили, така да она што е веста денеска е дека почнуваат судењето, дека многумина сметаат дека тоа е можеби политички монтиран процес. Огромен број на каталонци денеска се обидоа да направат големи протести, блокираа одредени улици, но сега за сега е мирно, таму пак ќе видиме како се ќе биде. Од друга страна, главниот виновник за одцепувањето на обидот за одцепување на Каталонија, Пучдемон пребега во Белгија, тој сега се наоѓа во Берлин и ги повика шпанските власти да ги амнестираат неговите довчерашни соработници, бидејќи волјата на народот била да се... Да, меѓутоа, знаеш, сега кога ќе земе у денешниот контекст ова со Британија што се случува, ќе видиме дали доколку Велика Британија со Брекзитот, ако се одцепи од Европска унија како суверено кралство, суверена држава, дали можеби европејаните ќе поздрават утре евентуален референдум на Шкотска или на Ирска кои би сакале да излезат од Британија за да останат во Европската унија. Сега се движиме малку на кај Франција, таму жолтите елици денеска се актуелни вест во светот. Што точно се случува денеска во Франција и во однос на тоа исто така имаш уште една информација дека од 2012 година Британија наваму досега има најнизок економски раст. Значи Франција ќе ја ставиме во контекст на овие европски случувања, таму се случуваат 12 или 13 недели се протести на жолтите елеци, големи протести на жолти елеци имаше во Брисел, во Белгија изминатиот викенд. Она што е последно како забелешка таму е дека бруталноста на француската полиција која при разбивање на тие демонстранти кои на моменти беа и насилни, користеше прекумерна употреба на сила. Имено во медиумите излеза на новиот пронајдок на француската жандармерија така наречени пиштоли кои не изфрлаат гумени куршуми, туку гумени топки, и при растерување на демонстрантите 20 или 30 на демонстранти се со сериозни повреди. Некој од нив има загубено, еден од водачите дури и окото го има загубено бидејќи е погоден со тоа топче. Така да Франција се соочува исто така како и Шпанија со некакви турбуленции внатре во нивното општество. Што се однесува до Британија, и таа има проблеми, таа е подвоена. Денешниот податок дека Британија има најмал економски раст од 2012 година до сега е резултат на Брекзитот. Брекзитот, недовербата на британците и на британските фирми, на странските фирми да вложуваат во Британија, што дополнително му прави проблем на британското општество. Но
Оно што денеска Тереза Меј побара од британците е да бидат стрпливи, да се добие доволно простор за да може Британија подостоинствено да излезе од Европска унија и околу таа граница со Ирска, каде што ќе потсетам со заминувањето на Британија од Европската унија, Република Ирска и Северна Ирска ќе мора да имаат тврда граница, а тоа не им одговара ниту на ирците, ниту на европјаните, ниту пак за мирот во Европа. Одржијата ме вела дека времето не гази, имаме уште многу наслови кои што остана време да ги анализираме, меѓутоа во следните вклучувања во студиото. Почитувани гледачи, вие останете со програмата на 1 ТВ, следуваат вестите со колегата Александар Петрески, а јас и Елена во студиото повторно се враќаме во 17 часот.